Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме дел од втората глава од посланието на Јаков. Ќе почнеме со читање на првите 4 стихови. Браќа мои, држете ја непристрасно верата во Исус Христос, нашиот Господ на славата. Ако во вашето собрание влезе човек со златен прстен, во светли алишта и влезе сиромав човек со проста облека, па се загледате на облечениот во светли алишта и му речете: ти седни овде убаво, а на сиромашниот му речете: ти стои таму, или седни овде крај подножието мое. Зарем со тоа не покажувате пристрасност и не станувате судии со лоши помисли? Дел од овие стихови ги прочитавме и во претходната епизода, но сега ќе го земеме во обзир и заклучокот кој Јаков го дава за истите. На првичните приматели на ова послание, тој им вели да си замислат дека во нивното собрание влегуваат богат и сиромашен човек. Патем, кога пишува собрание, тоа се однесува на црковните собири, кога христијаните доаѓале заедно за богослужение. Според некои историски записи се верува дека некои од тие собири се одржувале во синагогите, но добар дел од црковните активности на почетокот се случувале во домовите на христијаните. Откако Господ Исус воскресна и се вознесе, и откако Светиот Дух им беше даден на христијаните, тие почнаа да ги одржуваат своите богослужби во недела. Јудејците кои не веруваа во Христос, како и претходно продолжија да се собираат во синагогите во сабота. Забележете како Јаков го опишува првиот човек. За него вели дека има златен прстен и светли алишта. Во денешно време дури и некои од сиромашните луѓе имаат златни прстени на рацете, односно бурми, но во првиот век сиромашните луѓе никогаш не носеле златен накид на себе. Значи, првиот знак дека станува збор за некој кој е имотен е фактот што човекот носи прстен. Но, тој исто така е прикажан како некој кој носи светли алишта. Ние денес живееме во време кога текстилната индустрија е толку развиена што бојата на облеката најчесто нема никаква поврзаност со нејзината вредност. Но, во првиот век било комплицирано и скапо да се дојде до светла облека и затоа не ја можеле да си ја дозволат само богатите луѓе. Кога Јаков денес би бил помеѓу нас и би го пишувал ова послание, мислам дека би го напишал следново: замислете во вашето собрание да влезе човек со Порше джип, некој кој носи оригинална Луи Витон облека и за кој сите знаат дека е сопственик на голем и профитабилен бизнис. Не сакам да ги навредам луѓето кои се вклопуваат во барем дел од описот кој го дадов, но генерално гледано, таквите личности се луѓе кои сакаат вниманието да биде насочено кон нив. Тие се навикнати да влезат во одредена просторија и очите да бидат вперени кон нив. Таков беше и богатиот човек за кого Господ Исус зборува во параболата за сиромашниот Лазар. Тој вели дека Лазар живееше во близина на човек кој се облекуваше во порфир и свила. Тоа е запишано во Евангелие според Лука, глава 16, стих 19. Но, не само тоа, туку за него Господ Исус вели дека живееше раскошно и се веселеше. Со други зборови, беше тип на човек кој сакаше да покаже колку е имотен. Таквите луѓе треба да се добредојдени во црквата. Јаков не вели дека ако некој таков дојде во црквата, дека треба да биде избркан само затоа што е богат, па дури и на нечесен начин да го заработил тоа богатство. Независно колку пари има и како дошол до тие пари, човекот треба да е добредојден во црквата, каде ќе може да го слушне Евангелието, да се покае и да се спаси. Така што, иако Јаков не ја отвара оваа тема, сепак сметам дека е потребно да нагласам дека тука не станува збор за тоа дали на некои луѓе треба да им биде забрането присуството во собранието на верните. Јаков сака неговите слушатели да замислат дека веднаш побогатиот влегува и сиромав човек.
Како би знаеле дека е сиромав? Најверојатно според неговиот Како би знаеле дека овој човек е сиромав? Најверојатно според неговиот изглед. Облеката на сиромавиот можеби нема да е валкана, ама ќе биде крпена. За разлика од денес, во тоа време сиромашните луѓе можеле да бидат препознаени првично врз основа на бојата на облеката, но и на нејзиниот квалитет. Очигледно е дека Јаков сака да направи одреден контраст помеѓу овие двајца луѓе. Едниот има прстен на раката, а другиот е со празни раце. Едниот има светла облека која привлекува внимание, а другиот има секојдневна, дури можеби и подпросечна облека. Иако овие двајца изгледаат различно, сепак нивните души имаат потреба од Господ Исус. Но тоа што Јаков сака неговите читатели да го разберат е дека односот на христијаните кон овие двајца луѓе не треба да биде пристрасен. Само затоа што едниот е богат, тоа не значи дека таквиот човек треба да добие подобар третман од сиромашниот. Предпоставувам дека ако не сите, ама повеќето од вас ќе се согласат со тој заклучок. Но прашањето е, како ние им пристапуваме на богатите, а како на сиромашните? Ако во црквата од која вие сте дел влезе еден политичар и влезе еден просјак од улица, кому ќе сакате да му пристапите, да го поздравите, да му посакате добре дојде? Со кого ќе сакате да се сликате? Јаков вели дека ако сакаме да им угодиме на богатите, со тоа што ќе им обрнеме повеќе внимание, ние всушност покажуваме пристрасност. А во стих 1 од оваа глава тој вели: држете ја непристрасно верата во Исус Христос. Значи, на самиот почеток од оваа глава, тој вели дека верата не треба да биде пристрасна и веднаш потоа дава секојдневен пример за тоа како пристрасноста би изгледала во пракса. Тој тука пишува за ситуација во која верниците би му дале почесно место на богатиот, а би го оставиле сиромашниот или да седи некаде далеку позади, или пак да седи на подот. Зошто Јаков го зема местото за седење како пример? Затоа што во тоа време столиците за седење при собирите на црквата биле ограничени. Денес има некои цркви кои користат столици за верниците да можат да седнат на богослужба, а некои ги оставаат верниците да стојат за време на богослужбата. Очигледно е дека во тоа време, барем кај евреите на кои Јаков им пишува, дел од луѓето седеле на столчиња, а останатиот дел на земјата. Но не треба да се фаќаме за местото за седење како главно мерило за нашиот однос кон богатите и сиромашните во црквата. Денес во некоја црква сиромашниот може да застане напред или да седи напред во црковниот храм, а сепак останатите кон него да бидат пристрасни, затоа што не му обрнуваат внимание. Во нашиот контекст денес поентата не е само каде ќе седнат луѓето, туку каков ќе биде нашиот однос кон нив пред да седнат и откако богослужбата ќе заврши. Стих 5. Послушајте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог сиромашните од овој свет, да бидат богати во верата и наследници на царството, ветено од него на оние кои го љубат. Иако во некои цркви на сиромашните верници не им се обрнува многу внимание или пак можеби другите ги гледаат од високо, сепак понекогаш се случува токму тие луѓе да се духовно најбогати. Тоа што Јаков сака неговите слушатели да го сватат е дека Бог не ги гледа сиромашните луѓе на ист начин како и светот. Во стихот кој го прочитавме, вели дека Бог ги избрал сиромашните, да бидат богати во верата и наследници на царството. Дали ова значи дека оние кои се материјално богати не можат да бидат богати и во верата? Се разбира дека не. Поентата на Јаков е дека треба да бидеме свесни за духовното богатство кое го имаат оние кои веруваат во Господ Исус. За разлика од нивниот статус во овој свет, еден ден сиромашните ќе имаат удел во Божјото царство, бидејќи ќе го наследат.
патем кога станува збор за сиромашните луѓе и начинот на кој Бог гледа на нив, би сакал да ви цитирам неколку стихови од Библијата на оваа тема. Во Јов, глава 5, стих 15 пишува: Тој го спасува сиромавиот од меч, а слабиот и од раката на силниот. Во Псалм 9, стих 18 пишува: Зашто нема за секогаш да биде заборавен сиромавиот, и надежта на бедните нема никогаш да пропадне. Во Псалм 68, стих 10 читаме: Во својата добрина Боже, ти се погрижи и за сиромасите. Потоа, во Псалм 69, стих 33, авторот вели: Зашто Господ ги услишува сиромасите и не ги презира затворениците своји. Во Псалм 72, стихови 12 и 13 се вели: Зашто тој избави беден кога вика и сиромав и безпомошен, ќе го поштеди бедниот и сиромавиот и ќе го спаси животот на сиромасите. Има и други стихови каде пишува дека Бог им е наклонет на сиромасите. Такви примери се Псалм 45, Исаја глава 11 и така натаму. Односот на Божиот народ кон сиромашните е тема која е често застапена во Светото писмо. Во Стариот, а и во Новиот Завет, Бог преку своите слуги често ги подсетуваше верниците да обрнат внимание како се однесуваат кон сиромашните, бидејќи плачот на сиромашните и угнетените секогаш доаѓа до него. Во последниот стих кој го прочитавме, Јаков вели дека Бог ги избра сиромашните да бидат дел од наследниците на неговото царство. А во следниот стих вели дека христијаните имаат сосема поинаков однос кон нив. Стих 6. А вие го посрамивте сиромавиот. Нели се богатите тие што ве мачат и ве влечат по судови? Овие два последни стихови не се очуваат со уште еден контраст, а тоа е начинот на кој Бог се однесува кон сиромашните и начинот на кој дел од христијаните во тоа време се однесуваа кон сиромашните. Ако некогаш сте биле повредени од црквата или од некои христијани, сакам да ве охрабрам да не ги поистоветувате постапките на христијаните со начинот на кој Бог ве гледа и третира. За жал, релативно често се случува христијаните да го прават тоа што Христос никогаш не го направил, ниту пак би го направил. Тоа не го велам за да оправдам нечие поведение, туку само да ве потсетам дека иако Христос ја сака црквата и се даде себе си за неа, тоа не значи дека тој оправдува се што таа прави. Неговата цел е да ја очисти црквата од се што е грешно, зло и световно, а тоа се уште се нема случено во целост. Јаков им вели на своите читатели дека го посрамиле сиромавиот. Како? Најверојатно тоа се однесува на ситуации кога христијаните не се однесувале христолико кон сиромашните, кога во собирите на црквата сиромашните биле третирани како верници од втора класа. Стих 7. Не го хулат ли тие вашето добро име со кое сте се нарекле? Овој стих се однесува на богатите. Јаков вели дека тие го хулат името со кое христијаните се нарекуваат. Тоа не значи дека сите богати луѓе го хулат Христовото име, но поентата на Јаков е дека не треба верниците да се обидуваат да им угодат на оние кои секако немаат добро мислење за верата. Стих 8. Ако пак го извршувате царскиот закон според писмото, возлюби го ближниот како самиот себе, добро правите. Тргајќи го настрана вредносниот систем на овој свет, христијаните треба да се водат според зборовите на Господ Исус, кој не учи да го сакаме ближниот како самиот себе. Без разлика дали ближниот е богат или сиромав, ние како христијани сме повикани да му покажеме љубов во и заради Христос. Стих 9. Но, ако сте пристрасни, грев правите и законот ве осудува како престапници. Замислете, Јаков вели дека пристрасноста е грев. Не знам дали некогаш сте гледали на пристрасноста на тој начин, но Светото писмо јасно не учи дека станува збор за грев во Божите очи,
а секој кој прави грев е престапник пред Божиот закон, кој ни е даден нам луѓето. Стих 10. Зашто кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Што значат овие зборови? Јаков не сака да каже дека ако прекршиш една заповед, дека ќе бидеш виновен исто како да си ги прекршил сите останати. Туку значи дека ако прекршиме само една Божја заповед, ние сме виновни пред Бог. Пример, ако некој никогаш не убие човек, но ако излаже, тој човек ќе биде виновен пред Бог. Зарем не се однесува истото и на законот на државата во која живееме? Замислете двајца затвореници во келија. Едниот од нив е осуден за силување, а другиот за кражба. И двајцата се прекршители на законот, иако на различни аспекти од законот. Поентата на Јаков е дека дури и неговите читатели да не прекршиле други заповеди од Божиот закон, самото тоа што се пристрасни кон сиромашните ги прави виновни. Стихови 11 и 12. Зашто оној кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа, ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на законот. Зборувајте и постапувајте, како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Кој е законот на слободата? Тоа е Христовиот закон. Самиот тој има кажано: ова е мојата заповед, сакајте се едни со други, онака како што јас ве засакав. Ако постапуваме така, сигурно нема да сгрешиме. Стих 13. Зашто судот ќе биде безмилосен спрема оној кој не покажува милост. Милоста надвива над судот. Ова се однесува на Божиот суд. Јаков вели дека ако не бидеме милостиви, и Бог нема да биде милостив над нас. Дали тоа значи дека преку нашата милост ние можеме да ја заслужиме Божјата милост? Не би рекол, не е тоа поентата на овие зборови. Нам веќе ни е покажана Божјата милост. И секој кој тврди дека ја прифатил таа милост и дека верува во неа, треба да покаже милост кон другите. Ако ја исповедаме Божјата милост, а сепак не ја покажуваме кон другите, тогаш ние докажуваме дека не сме ја сватиле суштината на неговата милост. Како може еден човек да ја бара Божјата милост, а да не им ја даде на оние кои ја бараат од него? Како може ние кои сме духовно бедни и сиромашни да бараме од Бог да ни помага и благослови, а истовремено да не им помагаме и да не ги вреднуваме оние кои се материјално сиромашни? Има уште неколку нешта кои Јаков ги напишал во своето послание, а се однесуваат на односот на христијаните кон оние кои се сиромашни и во потреба. За дел од нив ќе размислуваме и во следната епизода. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.